60 на пациенти во Македонија боледуваат од ретки болести. Наташа Јовановска и незиниот внук се двајца од 17 регистрирани заболени во државата од хередитарен ангиоедем, ретка генетска болест која се манифестира со отоци на различни делови на телото, но и на внатрешните органи. Ниедна терапија не е достапна за пациентите во Македонија. Во светот секаде има лек. Во Македонија лекот не е достапен, ниту е достапен, ниту има рефундиран на пациентите. Во Македонија во моментов има 17 диагностицирани пациенти, иако предпоставките се дека на 2 милиони жители би требало да има околу 50-тина. Па меѓу другото целта на овој караван, освен да подигне свеста меѓу медицинските лица за ова ретко заболување и да најде потенцијални нови пациенти, бидејќи можеби некој таму некаде во Македонија го има ова заболување, а не е ни свесен и може дури да настапи смрт. Стапката на смртност во случај, посебно кога не се диагностицирани пациентите, е 30%. Значи прилично е висока и затоа би сакале да го спречиме тоа, да диагностицираме што е, односно да најдеме што е можно повеќе пациенти кои ќе може да бидат диагностицирани на клиниката во Скопје, за да може понатаму да знаат какви лекарства да примат и слично. За сега пациентите лекарствата си ги обезбедуваат приватно од други земји. Една вијала чини 600 евра и народски кажано држи вода 3 дена. Значи кога вас ќе ви се случи оток, треба да земете вијала што ви кошта 600 евра и после 3 дена може повторно да ви се случи оток. Значи не е ефтина терапијата и навистина тешко им паѓа на пациентите, тешко се справуваме. Некои од нас работат по 2 до 3 работи за да можеме да си го набавиме лекот, посебно и за нашите деца, бидејќи ова е генетско заболување кое може да биде и наследно. Дел од децата меѓу нас би имаат наследено. Во Македонија има 2 диагностицирани деца. Диагностицирањето на болеста се врши во амбулантата за алергологија и клиничка имунологија при клиничкиот центар во Скопје. Симптомите пак се слични како оние кои се јавуваат при алергиска реакција. Се појавува оток на горната усна, на голтникот, на зглобовите, на половите органи, во стомакот зависи, некаде на повеќе локации одеднаш. И е многу тешко да се разликуваат од алергиската реакција која што е предизвикана, например, од лекови или од храна. Се диагностицираат по тоа што пациентот ќе каже најчесто дека и во семејството имало такви случаи, или може за жал и прв пат да се јави кај некој пациент, никој претходно да немал таков проблем, и кога ќе се постави сомневање по пат на земање крв и на одредување на C1 инхибиторната компонента на комплемент C2 и C4. Лабораториска е диагностиката. Значи тие брзо биваат готови и цената за оваа диагноза е пристапна партиципација за пациентите што се осигурани. Ние имаме таква диагностика на располагање и еден голем број на пациенти биваат за прв пат диагностицирани. Болеста е генетска, со неа луѓето се раѓаат и со неа умираат. Борбата е во тоа од неа да не умрат, потенцира доктор Гривчева Пановска. Според неа, квалитетот на животот на пациентот кој има лекови е извонреден, во спротивно се мачат и пациентот и семејството. Добар од диабетот, затоа што диабетичарите секој ден мораат да се боцкаат 2 пати, а овие пациенти на ист принцип може да имаат дома лек при себе, да се боцнат само кога има напад. Тоа може да биде еднаш неделно, еднаш месечно, непредвидливи се. Значи, меѓутоа, со лек изморедно позитивно влијание на квалитет на живот, не само на пациентите, туку и на семејствата на пациентите кои заедно со нив се справуваат со овој проблем. Во светот има помеѓу 5 и 8 илјади ретки болести, а само за 5% има соодветна терапија. Засегнати се околу 29 милиони луѓе. Поголем дел од ретките болести се генетски, а другите се ретки тумори, автоимуни, токсични и инфективни болести.